Кандидатот за председател од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Стево Пендаровски својата изборна платформа ја представи пред жителите на општина Врапчиште. Таму повика на заедништво, зашто како што рече, сега граѓаните биле поделени по многу основи. Сегашната власт покажа дека и по 8 години не знае да направи ништо добро за земјата. Потребни се нови луѓе и нови политики, рече Пендаровски. Ги поделија луѓето по економски, по социјална основа. Не можеш субвенција да примиш ако не си член на таа партија, не можеш. Во студентски дом не можеш кревет да добие ако не е член на таа партија. Социјална помош не добиваш ти 1000-2000 што ги даваат одвај ако не си од таа партија. На работа не те примаат ако не си од таа партија. Од работа те бркаат ако си од другата партија. Значи вакви делби немало никогаш. Никогаш немало. Имало и партии, и ќе има партии, имало и вери, и нации, се, али ваква поделба, вакви расколи меѓу обичниот човек не се направени. Не се направени. И ја мислам дека да беше месец, 2, 3, 5 да владеја, ќе речеш им треба време. Не се уходани, имаат добри идеи, имаат планови, ќе ги реализираат. Меѓутоа 8 години се на власт, ја немам никаква верба дека тие луѓе можат поинаку и подобро со Македонија. Пендаровски смета дека судството и приватниот сектор треба да бидат независни за да се отворат нови работни места, а младите да не се иселуваат. Потребни се системски решенија за да им се помогне на сите, рече Пендаровски. Последните 5 години статистички податок кој они не го кажуваат е дека во задниве 5 години иселувањето од цела Македонија е поголемо него 91-96 периодот, кога имаше војни околу нас, кога не бевме членки на Обединетите нации, кога не знаевме државата дали ќе ја биде. Значи во време кога беше све гореше околу нас, помалку се иселуваа младиве, него сега во мир си заминуваат. Причината ја знаеме која е. Председателскиот кандидат Пендаровски покрај во Врапчиште имаше средби со жителите од Реканскиот крај.